Добро вечер, го следите најновото издание на Дневникот. Најпрвен кратките најави. Останете со нас. Невропсихијатрот Дудучки со син му сака да замине во Турција. Стадионот и стрелиштето чекаат европски пари. Поставени соларни панели на гимназијата. Познатиот невропсихијатар Мице Дудучки заедно со својот син психолог се пријавил на повикот на Министерството за здравство доброволно да заминат и да пружат помош на психотравматизираните лица по разорниот земјотрес во Турција. Вели, бројките на загинати и повредени во земјотресот во Турција се големи, но уште поголеми се на психотравматизираните лица кои имаат потреба од итна помош и згрижување. Поранешниот воен лекар раскажува дека жртви не се само лицата со физички повреди, туку и сведоците. Невропсихијатарот Мице Дудучки заедно со својот син психолог е меѓу првите лекари кои се пријавија на повикот на Министерството за здравство за доброволно помагање на лицата погодени по разорниот земјотрес во Турција. Дудучки, кој е поранешен воен лекар со значајно искуство од масовни несреќи и катастрофи, смета дека е неопходна итна помош и згрижување на психотравматизираните луѓе за да се заштити менталното здравје. Појаснува, жртви не се само оние со физички повреди, туку и сведоците на сликите кои што секојдневно ги гледаат. Тоа се навистина грозоморни и мачни слики, па дури за мене кој имам искуство и од војната и во поплавите во Србија, Босна, во земјотресот во Хрватска. Така да сметав да покренам една иницијатива како медицински работници, лекари, медицински сестри, болничари, парамедицински персонал, покрај спасувачките екипи, против прозорните екипи, да се ангажираме, да го заштитиме менталното здравје на оние кои се под интензивна психотравма, како што е конкретен случај. Тоа беше мојот основен мотив и кога му соопштив на синот, тој вели, па може ли и јас да одам како тазе психолог, пред можда 2 недели дипломираше, и реков зошто да не, оти нашата професија пред се е хумана и сметам дека и во такви военни услови треба да покажеме не само емпатија, не само материјална помош, подршка, туку една конкретна активност во згрижување на тие страдалници. Во овие тимови прва треба да се ангажирани хирурзи, травматолози, пота интернисти, педијатри, но рамо до рамо и нашата психолошко-психијатриска служба, затоа што психичките трауми не се помалку тешки од физичките трауми. А кога се удружени една со друга, тогаш можеме да сватиме што таа личност, тој организам, тој човек доживува, па од тука еден таков холистички пристап, паралелно со телесните повреди, да ги третираме и психичките повреди, односно психотраумите, само психотраумите, кај оние кои немаат физички повреди, но за жал бројките говорат дека е голем број на жртвите, а секако дека бројот на повредените е многу поголем, а бројот на психотравматизираните може би 10-кратно поголем од бројот на оние кои се физички повредени. Невропсихијатарот апелира до здравствените власти тимовите што поскоро да се формираат. Вели задоцнетата интервенција го нема истиот ефект. Многу е битно време кога ќе се пружи таа помош. Од друга страна, имам голем број пациенти со посттравматско стресно расстройство кои учествувале во боиштата во Авганистан, во Ирак, и бидејќи таму не постоела ваква служба, голем е бројот на тие пациенти кои страдат од посттравматско стресно расстройство, а за жал во Куманово имаме и 3 случаи на самоубиства на пациентите кои страдат од посттравматско стресно расстройство. Од тука потребата да превенираме, тоа се луѓе кои после се тоа треба да продолжат со својот живот, меѓутоа со помалку штетни последици пресевар нивното ментално здравје, односно врз развојот на помладата популација.
Тој потенцира дека помош по враќање треба да добијат и лицата од нашите спасувачки екипи кои заминаа во Турција, бидејќи како што вели сцените и сликите остануваат долго во свеста. Сигурно и на оние луѓе кои директно ангажирани во спасувачките екипи, во расчистување на теренот, во излекување на мртви, на ранети, тоа се сцени и слики кои не се бришат толку лесно од свеста. Така да и после враќање на дел од нив им е потребна таква стручна помош и таа ќе им биде секако пружена. Не постои човек кој не може да биде психотравматизиран и кој не доживеал стресна ситуација. Пред се, од самата личност, од низините одбранбени механизми кои ги поседува, дали се тие зрели, дали се незрели инфантилни одбранбени механизми, од резилиентноста, од отпорноста, резистентноста која ги развира према стресните ситуации, меѓутоа многу зависи и од оној систем на вредности кој е погоден. На некога често и достоинството во колку се породени, тоа е најголема травма, за друг е губитокот на работно место, за трет пак е прекина некоја емоционална врска или една палета, палета на стресни ситуации, стресни реакции. И ние како психолошко-психијатриска служба и во услови во времето во кое живееме, во една глобална социјална психоза, треба пред се и во иднина да се посветиме на јакнење на одбранбените механизми на секој индивидуа посебно. На повикот на Министерството за само еден ден се пријавиле над 300 лица од различни здравствени профили. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе акциска контрола на територијата на Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 220 возачи. Од нив 7 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволената брзина. При тоа 134 возила ја пречекориле брзината во населено место, а 68 надвор од населено место. Сообраќајните контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и заеднички да придонесеме за побезбедни патишта. Градскиот стадион и стрелиштето во Куманово надлежните планираат да ги реконструираат со државни или европски пари на подолгорочен рок. Останатите спортски терени, тениските и игралиштата за мал фудбал со кои стопанисува јавното претпријатие Куманово паркинг ќе профункционираат напролет, најавија надлежните. Градскиот стадион и стрелиштето во Куманово најверојатно ќе се реконструираат со европски пари, бидејќи станува збор за голема инвестиција. Реално ниту општина Куманово, ниту пак било која друга општина во државата не може да одвои средства од буџетот за целосна реконструкција на вакви спортски објекти, вели директорот на јавното претпријатие Куманово паркинг Сашо Петрушевски, кое што од неодамна со одлука на Советот стопанисува со сите спортски објекти кои се под општина Куманово. Градскиот стадион и стрелиштето посочува Петрушевски, ќе се решаваат подолгорочно со аплицирање со проекти за целосна реконструкција преку Фудбалската федерација на Македонија, Агенцијата за млади и спорт преку европските фондови. Мислам дека веќе стапив во контакт со релевантни структури на државно ниво, ќе имам состаноци со Фудбалска федерација на Македонија, со председател, бидејќи преку ФИФА и УЕФА даваат средства за изградба на стадиони. Исто така и со Агенција за спорт и млади, каде што како општина Куманово и како јавно претпријатие ќе аплицираме за средства со проекти каде што треба да се изготват и во наредните години, бидејќи да се разбереме, ова е некој процес кој ќе трае, меѓутоа го почнавме, со тоа што планираме да се реставрира градскиот стадион, исто така и стрелиште, бидејќи знаете дека се во катастрофална состојба, тука 30 години никој не пипнал ништо. Тоа е она што е најгабаритно и не е во функција. Дека градскиот стадион во Куманово ќе добие целосно нов лик со реконструкција во неколку фази, почнувајќи во првата фаза со трибините, најави пред околу година и пол и градоначалникот Максим Димитриевски, а претходно идејно решение за модерен фудбалски стадион со 3 трибини со капацитет за 5000 гледачи понуди и пратеникот Мартин Костовски. Тој во објавата на Facebook тогаш не наведе дали иницијативата ја покренува како пратеник и од каде ќе обезбеди пари за реализација на проектот. И додека за обнова на стадион
стадионот и стрелиштето се чека помош од државата, од ФИФА, од УЕФА. Отворените спортски објекти, тениските игралишта и терените за мал фудбал ќе профункционираат напролет, најавија надлежните. Она што во април-мај за отворените спортски објекти ќе профункционира, значи имаме програма каде што со тениските клубови и со граѓаните кои се заинтересирани да се занимаваат со овој спорт, ќе направиме термини каде што сите заинтересирани ќе може да ги користат овие игралишта. Исто така и за мал фудбал, за футсал, и верувајте дека огромен е интерес на граѓаните на општина Куманово, бидејќи сето ова ќе допринесе за правилен развој на младите и на спортот во општина Куманово. Освен со градскиот стадион, стрелиштето, тениските терени, 3 футсал игралишта, јавното предпријатие Куманово паркинг стопанисува и со Соколана спортската сала и градскиот базен. Поставени се соларни панели за сопствено производство на електрична енергија во Средното училиште Гимназија Гоце Делчев, информираше градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски. Тој потсети дека претходно целосно беше реконструиран кровот на училишниот објект и спортската сала. Заменета фасада со нова енергетско ефикасна фасада, како и беа поставени прозорци со нови енергетско ефикасни ПВЦ прозори. Во тек е јавниот повик на Фондот за иновации и технолошки развој за предизвикот со дигитална трансформација до иновација. За да бидат македонските компании конкурентни на пазарот, треба да се дигитализираат. Заинтересираните компании може да го прифатат предизвикот на Фондот за иновации со квалитетни предлог проекти. За финансирање на проекти во рамки на овој јавен повик обезбеден е вкупниот буџет од 18.450.000 денари. Македонските компании мора да се дигитализираат за да ја зголемат конкурентноста на пазарот. На тој начин ќе имаат можност многу полесно да се позиционираат не само на домашниот, туку и на странските пазари. За полесна трансформација тие имаат можност да ја искористат и поддршката што ја нуди Фондот за иновации и технолошки развој во партнерство со швајцарската програма за зголемување на пазарната вработливост. За таа цел веќе е објавен и повик со вкупен буџет од 300.000 евра, за кој може да аплицираат компании од туристичкиот и земјоделско-прехранбениот сектор. Освен што ќе овозможи зголемување на иновативноста и конкурентноста на предпријатијата, воведувањето на дигитални решенија треба да придонесат и за дигитална трансформација во нивното работење. Предизвикот со дигитална трансформација до иновација има за цел да овозможи зајакнување на капацитетите на дигиталните иновацијски хабови како дел од екосистемот неопходен за понатамошна дигитална трансформација. За финансирање на проекти во рамките на овој јавен повик обезбеден е вкупен буџет од 18.450.000 денари. Од вкупниот буџет на предизвикот, фондот обезбедува финансиски средства во износ од 12.300.000 денари. Остатокот од финансиските средства го обезбедува програмата за зголемување на пазарната вработливост на Швајцарската агенција за развој и соработка и Innovate DIH. Доколку надпреварувачот е средно предпријатие, согласно критериумите за подобност за поединечен предлог проект, фондот во соработка со програмата ИМЕ обезбедува финансирање до 50% од вкупниот буџет за проектот во максимален износ од 1.845.000 денари. Од страна на надпреварувачот треба да бидат обезбедени минимум 50% од вкупниот буџет на проектот. Доколку надпреварувачот е мало или микро предпријатие, согласно критериумите за подобност за поединечен предлог проект, фондот во соработка со програмата ИМЕ обезбедува финансирање до 70% од вкупниот буџет за проектот во максимален износ од 1.845.000 денари. Од страна на надпреварувачот треба да бидат обезбедени минимум 30% од вкупниот буџет на проектот. Доколку нема доволно квалитетни предлог проекти или не се исполнети условите за финансирање, фондот го задржува правото да не додели финансиски средства. За подобро информирање на заинтересираните компании во повеќе градови низ државата веќе се организираат и инфосесии. Рокот за аплицирање на јавниот повик е до 20 март годинава. Во Сараево, Босна и Херцеговина, се одржа пленарна сесија на тема раководство на локална самоуправа во Западен Балкан, како дел од регионалниот хаб кој ги опфаќа земјите од Западен Балкан, односно општините кои припаѓаат на мрежата на силни градови. На настанот присуствува градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски и представник од општинската администрација Александар Крстевски со представници од општините учеснички на сесијата.
Регионалниот ХАП е поддржан од Стеј департментот на САД на единицата на управување со МСГ и овозможува да работи на поконзистентна основа со повеќе општини од регионот, поддржувајќи ги со добри практики и креирање на платформа за споделување на искуства и знаење на полето на спречување на екстремизам, омраза и поларизација. Во продолжение вести од Македонија, новинар Елена Георгиевска. 8 ученици и наставникот кои преку програмата Еразмус беа во Турција денеска се вратија дома. Тие се во добра здравствена состојба. Од Министерството за надворешни работи велат дека засега нема нови информации од амбасадата во Анкара и Генералниот конзулат во Истанбул за други наши државјани кои се наоѓаат во евентуално загрозена состојба или на кои им е потребна асистенција. Македонската армија денеска испрати во Турција дополнителен тим од 36 припадници на баталјонот за специјални сили обучени за спасување и пребарување во урнатини. Тимот замина денеска предпладне од касарната Илинден во Скопје и ќе учествува во хуманитарната операција во областите во Турција кои се најмногу погодени од катастрофалните земјотреси. На испраќањето на дополнителниот тим од армијата, како што соопшти Министерството за одбрана, началникот на Генералштабот, генерал подполковник Васко Ѓурчиновски, им порача најпрофесионално да го вложат целиот свој потенцијал и обученост и да им помогнат на граѓаните на сојузничка Турција. Земјотрес со јачина од 3,9 степени според Рихтеровата скала денеска во 11 часот и 57 минути е регистриран во близина на албанскиот град Елбасон. Потресот во земјава бил почувствуван со послаб интензитет во Преспа, Охрид и околината. Епицентарот на земјотресот бил на 130 км југозападно од Скопје, во епицентрално подрачје на Елбасан со интензитет од 3 до 4 степени според Европската макросеизмичка скала, соопшти Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Седницата за реконструкција на владата можно е да биде закажана веќе в понеделник, потврди за Слободен печат председателот на Собранието Талат Џафери, ако во текот на денот или утре премиерот Ковачевски го достави предлогот до Собранието за новиот владин кабинет. Ковачевски вчера попладне во Собранието се сретнал со председателот на парламентот Џафери за седницата за реконструкција на владата. Ова ќе биде прва реконструкција на владата предводена од Димитар Ковачевски по мини реконструкцијата во октомври лани, откако Горан Милевски од ЛДП си поднесе оставка и на негово место за нов министер за локална самоуправа беше избран Ристо Пенов. Реконструкцијата следи откако по преговорите со Алијанса за албанците е постигнат договор за влез на опозицијската партија во власта. Алијанса во владата на Ковачевски влегува со 2 министерски позиции и 1 вице-премиерско место, со по 2 заменик министерски места и државни секретари, како и повеќе директорски позиции. По договорот меѓу СДСМ и Алијанса за албанците се чека на одлука на алтернатива дали ќе остане во владиното мнозинство. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски не може да ги коментира цените на основните прехранбени производи, но очекува нивно намалување согласно поддршката за струја што ја добија компаниите од преработувачката индустрија. Сите како граѓани очекуваме намалување на цените. Преработувачката индустрија доби дополнителни привилегии во делот на цената на електричната енергија. И јас како и сите граѓани очекувам дека тоа на крајот ќе се види во маркетите, особено кај основните продукти, чии цени граѓаните на вистина очекуваат да бидат намалени, рече Николовски. Според него надлежните институции и инспекторатите треба да си ја завршат работата, односно да има соодветни контроли. Времето денеска во Куманово беше сончево и студено. Максималната температура се искачи до 2 степени, а минималната беше минус 8 степени Целзиусови. И за утре метеоролозите најавуваат сончево и студено време. Дневната температура ќе достигне 4 степени, а утринската ќе биде минус 7 степени. Ви благодарам за вниманието. Останете со програмата на ТВ Плюс и имајте пријатна вечер.